Благодарам, председавач, почитувани колеги, почитуван министър. Има в тага две дилеми сериозни изминати в период и вака сега со овој буџет, со експозето на министерот, со говорот на колешкава Георгиевска, ми се расчистија тие две дилеми и две недоумици. Првата е, што е тоа прогресивно во оваа мнозинство и што е тоа прогресивно во оваа влада. И од овој буџет увидов дека од нивните политики и како прогресира јавниот долг, прогресираат задолжувањата, прогресира инфлацијата, затоа прогресираат и цените на основните намирници, прогресира, за жал, сиромаштијата на народот. Гледаме дека прогресираат казните, даноците, арачот врз овој народ. Бога ми, се гледа дека ќе прогресира и корупцијата, и не случајно Transparency International не рангирал на 111 место по перцепција на корупција, иако сме имале многу подобра бројка од ова. Да, прогресираат партиските вработувања преку привремените вработувања, преку здомувањето во администрацијата, и верувам дека нашите општини, нашите градови, нашата држава и не е толку голема за да гледаат граѓаните кој тоа се работува во тие институции, и секоја чест до некој исклучок, меѓутоа и како се тоа партиски војници на СДСМ и на прогресираат и кризите. Имавме и здравствена криза, се уште имаме, па како резултат на неја имаме економска криза, еве сега имаме и енергетска криза, и не знам уште каква криза постои, која што ќе ја задеси оваа влада поради штетните политики, поради неспособноста и ненавременоста во реакциите на истите. И така сватив дека навистина оваа влада била прогресивна. Втората дилема, која што ми се расчисти, исто така до овој буџет, е зошто СДСМ доживеа дебакал историски на локални избори од позиција на власт. Ова прв пат се случува да политичка партија која што има централната власт да доживее таков жесток пораст на изборите од граѓаните. И откако објасни овде колегиве дека уствари овој буџет бил планиран со месеци, бил анализиран, стратегии биле порајани, јас уствари сватив дека вие сте ги лажеле граѓаните. И затоа ве поразиле на избори. Затоа ако не ги лажевте, во буџетот требаше да ги видиме проективе кои што ги ветувавте пред граѓаните. Па кај ви е Формула 1 патекава што ја ветивте овој во оставка што е премиеров што ја ветуваше? Кај е во буџетот таа? Кај ви се еве гимназијата што ја ветуваше Шилегов, нели нова гимназија ќе правеле во Скопје? Кај ви е сега таа во буџетот? Кај е гимназијата во Куманово на албански јазик сами фрашери? Овие министри во 2 години поред се редат таму како ќе ја прават, никако да ја направат. Кај ви се детскиве градинки? Па секој министер по 2, 3, 4 зависно од големината на општина ветуваше. Кај се тие детски градинки во буџетот? Гасификацијата кај е? Овој кандидатов на СДС во Куманово рече целосна гасификација на Куманово. Секој дом, комплет. Кај се тие пари во буџетот сега? Кај се канализациите, водоводите, патиштата, експресните, километрите, автопати? Кај се тие во буџетот? Затоа, почитувани колеги од власта, ќе доживувате порази, затоа што ги лажете граѓаните, а доказ дека ги лажете граѓаните е токму овој буџет. Благодарам.